Откако едва успеа да имплементира половина од старата стратегија за спречување на корупцијата во судството, Судски совет презентираше нова, со задолжителни обуки за етика на судиите, следење и контрола на движењето на предметите, модернизација на IT инфраструктурата, воспоставување координација со јавните обвинителства, адвокатските комори, академијата и граѓанското општество, Судскиот совет ќе ја враќа довербата во судството. Но дали обуките за етика ќе бидат доволни за враќање на довербата? Кога секојдневно вие работите со огромен број на предмети, како што е во случајов кај нас со судиите, не дека се заборава на тоа однесување, меѓутоа убаво е од време на време да имаме такви работилници, средби, каде што колегите ќе споделуваат искуства, размислувања, некои двоумења, дали некој однесување е етичко или не е етичко, дали влијае или не влијае на нивното професионално расудување или непристрасно постапување. Затоа мислам дека етиката е многу важна и клучна токму во зајакнување на интегритетот на судиите. Во програмата на Судскиот совет за прв пат се споменува терминот сексторција, односно сексуална изнуда. Советот ќе прави и посебна студија за оваа проблематика. За прв пат споменувате сексторција како термин. Постои вакво нешто во судовите во Македонија? Постои во некои минимални рамки, да речем, меѓутоа, следејќи ги трендовите на Европската унија, каде што се стремиме, го вклучивме и тоа, да се внимава и на тоа, ќе има други параметри, поинакви регистрирање на такви појави и би добили некоја појасна слика дали навистина има и колку има појава на такви случаи. Камбовски вели дека при изготвување на програмата внимавале таа да има минимални фискални импликации, особено поради судирот со извршната власт околу буџетот за правосудството. Сепак, вели дека постојат точки во програмата кои ќе бараат дополнителни средства, како вработување на портпарол во Судскиот совет, например. Во контекст на судирот со владата, Камбовски уверува дека платите на судиите се минимален дел од реформите за кои Македонија се согласила да ги направи. Според него, ако сакаме да градиме судство, без финансии, тоа не е можно. Даниел Василев, Сител телевизија.